Господине Груевски, 2015 година ја завршивме со рекордно ниско ниво на невработеност, 25,5%. Дали овој тренд ќе продолжи и оваа година и всушност со какви заклучоци излегувате од овој состанок? Да. Најпрви поздрав до сите што не следат. Еден од клучните столови на работењето на нашата политичка партија, ВМРО ДПМН и на нашата коалиција за подобра Македонија е зголемување на вработеноста и намалување на невработеноста. Имавме огромен фокус на ова поле и тој фокус вроди со плод. Имаме рекордно најниска невработеност во историјата на државата, 25,5%, како што кажавте, имаме земено еден замаец. Работите одат се подобро. Знаете, носењето на компаниите од страна има и ефект на снежна топка. Колку повеќе доаѓаат, толку повеќе се наголемува бројот на компании кои што доаѓаат, затоа што гледаат примери од останатите, имаат кого да прашат како им е тука, бидејќи тие најмногу веруваат на тие што веќе инвестирале, особено од нивната земја. Ако се англиски компании, англиски во Македонија компании, ако се германски компании што треба да дојдат, прашуваат германски компании. Така што тој ефект на снежна топка почнуваме да го чувствуваме. Има уште да се сработи на тој план, но веќе се чувствува тој ефект на снежна топка. Денешниот состанок беше во најголема мера фокусиран на мерките што ги презема Агенцијата за вработување заедно со Министерството за труд и социјална политика во изминативе години и оние, особено со осврт на оние што треба да се преземат во 2016 година. Мене многу ми е важно тоа што го имаме ветено пред граѓаните како политичка партија да се реализира и од тие причини денеска ги повикав одговорните лица за оваа работа, директорот на агенцијата, заменик министерот Име Спасов, двајцата подпредседатели, шефови на подрачни единици и така натаму, да продискутираме околу акцискиот план, околу роковите и начините како ќе го спроведеме зацртаниот и ветен кон граѓаните план, за да сме сигурни дека сето тоа навремено и успешно ќе се реализира. И можам да кажам дека работите се одлично поставени. Оваа година се очекува преку мерките за вработување на агенцијата, активните мерки за вработување на агенцијата за вработување, би требало да се вработат околу 13.500, односно да има 13.500 лица да бидат офатени, а 8.700 најмалку 8.700 да бидат вработени. Останатите разликата е што ќе им биде извршена обука. Веројатно и дел од тие кои што ќе добијат обука ќе најдат вработување, но минимумот кој што треба да се вработи по овие активни мерки за вработување е 8.700. Одевме мерка по мерка, има 28 мерки кои што се предвидени за оваа година. Ова е период кога почнува да се објавуваат огласите за да невработените конкурираат за добивање на поволностите од државата, односно од агенцијата за користење на овие мерки. 1 до 2 веќе се објавени и конкурсот е во тек, но поголемиот дел се објавуваат сега во месец февруари. И од тука сакам да апелирам до сите невработени кои што активно бараат работа да се осврнат на агенцијата за вработување, да отидат во подрачните единици на агенцијата за вработување и да побараат информации околу овие активни мерки што ги нуди владата преку агенцијата за вработување. Исто така им сугерирав на подрачните единици на директорот на агенцијата за вработување, освен што работат на исполнување на овие проекти по стандарден начин како што тоа го прават до сега, меѓу другото испраќаат SMS пораки за секој нов конкурс до секој невработен кој што активно бара работа, односно се регистрирал дека активно бара работа, им сугерирав да што повеќе ги викаат и на разговор, да има поголеми групи на кои што ќе им се објаснува, бидејќи имаме и значаен процент од невработените кои што се со пониско образование, со основно или помалку од основно и кои што не секогаш ги разбираат тие SMS пораки или пак кратките телевизиски извештаи во кои што се кажува дека нешто се нуди во агенцијата, но не знаат нити како да дојдат до документи, ниту кои документи треба да ги соберат, ниту кај да се обратат и така натаму. Така што она што им го сугерира беше да ги собираат во групи, да им објаснуваат на луѓето што се невработени, да им го кажат патот до остварување на нивната цел, бидејќи некој знае дека има можност, но не знае како може да дојде до таа можност. Едноставно треба некои луѓе да се фатат за рака и да им се покаже патот. И тоа ми беше едно од основните барања денеска до подрачните единици, да не бидат пасивни и само да праќаат SMS пораки или пак да кажат во јавноста, во медиумите дека има некакви мерки, туку да одат кај невработените, да ги повикуваат од дома, да ги носат во просториите на агенцијата за вработување
и лично да им објаснуваат и да им одговараат на секое нивно прашање за нејасна работа. Тоа е најдобриот пат на најранливите категории, оние што најтешко може да се снајдат за работа, да им се помогне да се вработат.